Сезонскиот пазарен ексклузивитет повеќе години наназад го прави и јапонското јаболко. Чудесно овошје кое по прифатливи цени може да се најде на секоја трпеза. Не е тешко, она најприродна, не е прскано, ништо не треба, најкасно заврзува што е најбитно. Како оваа година што имаше рана мраз, пролетна мраз, она покасно заврзува и успева, отпорна е. У мај заврзува, чак у мај и тога е топло, нема слано. Дури не треба да се прска. Уопште не. Освен декоративниот изглед, посебноста на ово овошје е неговиот вкус и исклучително богатиот потенцијал со витамини од кои доминантни се А и С, а од минералите изобилува со железо, селен, бакар и калиум. Ова овошје може долго да остане дома, особено ако е во фаза на зреење, а според вкусот, нивните обожаватели може да бираат меѓу неколку видови. Какви видови има на Јапонија? Ние од Валандова ни е дојдена сорта, таму има калемач, калему. Като обични чоколадни. Добро, има две сорти. И ванилна има сега, трета. Иако вкусот на ова овошје кај нас не е непознат, многу одамна свој следбеници има многу. Јас сум једел. И? Она е многу сладка, да кажеме. На мене ми се допаѓа. Што се разликува од обична? Има две сорти, има обична, има чоколадни, има се. На мене е добра. Да кажеме исто како тиквата што е блага, исто блага и хранлива, да. Освен хранливоста, ова јаболко е и лековито. Јапонката, покрај се другото, делува на намалување на шекерот. Така да, луѓе тука што ми кажуваат, очевидци, забавиле, станам веќе изедам една јапонка, после тоа сум цел ден фит. И нема проблем. Нема проблем. Потеклото на јапонското јаболко секако дека од Јапонија, но интересен факт за него е дека во Европа првпат е донесено во средината на 19 век. Уште поинтересен факт е дека првото дрво на јапонско јаболко во Македонија е донесено пред 40 години и тоа од некогаш познатиот политичар Лазар Кулишевски. Во убавото дрво тој се влюбил во Кина, а од каде и го донел. А по кои цени по Пладнево се продаваа следниве производи? Прас 200 денари за снопо 30 парчиња, јаболко 30 до 50 денари за килограм, граф 150, марула 15 денари за парче, зелка 20 денари за килограм, домати од 30 до 40, банани 60, кроми 25, компир 25 и јапонско јаболко 25 денари за килограм.